Индивидуалните земјоделци тешко ќе дојдат до парите од ИПАРД програмата доколку не се упростат постапките за конкурирање и не се обезбеди поддршка од државата. Ова е ставот на Националната федерација на фармери околу причините зошто малите земјоделски стопанства ги нема на списокот грантисти. Стефчо Јордановски вели дека средствата за сточарството се едни од најнеискористените. Сточарите во голем број не можат да аплицираат бидејќи дел од објектите на фармите им се дивоградби. Проблем број 1 е 99% од фармите нелегални фарми. Значи, прва и основна пречка дозвола за градба или легална фарма. На имотен лист немаш фарма, имаш само регистрирано одгледувалиште. Години наназад кој проблем се повлекува и сега со новата влада, со министерот, ето ке советникот сме разговарале. За земјоделците е потребна и поддршка во спроведување на постапката, затоа што повиците за пријавување се отвараат за време на работна сезона, а земјоделците немаат време да ја соберат обемната документација и истовремено да се грижат за производството. Втор голем проблем се парите. За сопствено учество најчесто им се потребни и поволни кредити. Секако за инвестиција во земјоделство и треба и кредит. И да имаш одобрен проект, ако немаш доволно средства, тука треба и да излезе во пресветли банките и сака државата со некој дисконтен кредит или кредит со помала камата или камата дел покриена од државата. Дека е сложен процесот на аплицирање се сложуваат и струмичките градинари. Драги Памуков вели дека во Струмица познава само 2 успешни случаи за добивање на грантови во градинарството. Оранжерија со сите услови. Значи кој кошта 200, 300, 400 евра. Ама он е фирма. Има вработен и му дава ИПАРД. Има, еве, трчки ги, ти работи. Јас си го гледам внатрешниот дел на процесот на производство. ИПАРД програмите во земјава бележат висока искористеност, но средствата се уште недостижни за ситните земјоделци. Овие проблеми, но и можните решенија се истакнаа на панел дискусијата на тема Европската иднина на југоистокот, земјоделството и улогата на заедницата, одржана во рамките на проектот Поврзи го југоистокот за Европска иднина.